И по рекламите еве неповторно во студиото, каде што во продолжение на нашата утринска програма ќе најавиме интересна изложба на Сашо Блажес насловена Нурни во мене. Ирена, јас ќе ја поздравам и ќе ја посакам добро утро. Ирена, и добро утро до нашиот гостин. Ајде да видиме и слушнеме за каква изложба поточно станува збор. Повелете. Слободанка, добро утро до тебе. Поздрав до сите гледачи на нашата утринска програма Добро утро секое утро. Ова утро се јавуваме во живо од Музеот на град Скопје, каде што вчера вечер беше отворена изложбата со наслов Нурни во мене на визуелниот уметник Сашо Блажес. Изложба и дела преку кои што авторот нурнува во своите длабочини преку сликарски и графички експресии. Во следниве минути зборуваме со авторот за неговите дела и пораката која што истите ја принесуваат. Пред се, добро утро и за вас и честитки за отворањето на оваа ваша последна и најнова изложба. Ви благодарам на поканата да ме снимате. Ова изложба се оствари вчера вечер во 20 часот. Се оствари на покана на Гордана Велков, Маја Чанкуловска и Панче Велков, директорот на ова институција. Инаку ова изложба е продолжение од моите две претходни изложби. Едната беше во Abstract Project Gallery во Париз и другата во Blue Gallery во Венеција. На нивна покана дојдов овде. Кога го видов овој простор, реков ке правам нова изложба и имав доста кратко време за изработка на сиве овие дела. И многу се радувам што сум во Скопје, во мојата Македонија, да се покажам со моите најнови дела. Изложбата Нурни во мене, како што спомнавте, е практично и продолжение на претходните изложби кои што ја одбележа минатата 2024 година во Париз и во Венеција, а некако сите тие изложби и тоа нурнување се поврзани и со Охридското езеро. И убавиот Охрид, местото од каде што и потекнувате. Да, тие се поврзани со езерото, односно се поврзани со водата, со Охридската вода, со Охридската светлина. Меѓутоа истовремено е на паралела со нурнувањето во себе си, со не би го кажал бегање од реалноста или оттргнување од реалноста, туку потрага по својата реалност, потрага по нешто за кое човекот не знае и така. Нурнување во собствените длабочини, но во исто време би рекла и може би ваш обид да се пренесе Охридското езеро во вашето ателје. Да, тоа така и почна мојата идеја. На ова тема работам веќе неколку години. Значи, после мојата изложба во Национална галерија 2022 година, куратор на изложбата беше Маја Чанкуловска, имаше неколку дела со кои исто така со кураторката зборувавме, кои ги инкорпориравме во таа изложба, меѓутоа тоа беше зачеток, тоа беа дела на масло на најлон, изработени. Тука беше почетокот, моите размислувања, моите нурнувања во езерото и моите инспирирано од блесоците од водата, инспирирано од блесоците од дното. Може ли да ни кажете нешто за самиот начин, односно техниката со која што се изработени овие уметнички дела? Ова изложба конкретно, како и предходните изложби беа сочинати од два дела, меѓутоа ова е од три дела, можам да кажам. Едниот дел технички го сочинуваат дела изработени во комбинирана техника, акрил, масло и смола, епоксидна смола. Зошто епоксидна смола? Епоксидната смола ја ставам на крај на делото, за да даде една транспарентност и прозирност, меѓутоа истовремено со тоа остварувам една структура со која ја имитирам површината на водата.
И затоа самото дело, како што кажа и Камило Ракана, кој беше куратор на оваа изложба, ко-куратор на оваа изложба, односно го напиша текстот за оваа изложба, делото самото дело, со самото дело ги повикувам гледачите да ја допрат сликата и да имаат еден физички контакт со истото дело. Втората фаза, односно вториот дел од изложбата се две големи слики, каде што нурнувам подлабоко, односно кон дното, тие се слики изработени на церада, масло на церада. Тие се големи димензии. И како финално, односно како сублимат на оваа изложба е делото потонат, односно тоа е еден авион изработен од исто така на масло, акрил и смола, меѓутоа овој пат е изработено на метална плоча. Тоа е делото што го гледаме тука во позади на централно постојано. И тоа дело практично еден тотем, една моја замисла на еден археолошки така наречен предмет, кој кога нурнуваш, тој е пронајден во езерото и ја оцјајува целата средина околу него. Како е сублимат на сите, на цела изложба. Академија за ликовна уметност и магистерски студии завршивте во Букурешт, Романија, одсек графика и низ изминативе години имате многу пати изложувано ваши дела во странство, во Франција, во Германија, во Италија. Да ни кажете што е она што всушност ве отсликува вас како уметник, независно од ова актуелна изложба, туку општо како ваше творештво? Како мислите? Јас работам спрема концепт. Концептот го развивам и подоцна, паралелно со развивањето на концептот, ја експериментирам и пробувам со различни техники. Иако завршив графика, значи сум, како што кажавте, завршив графика Букурешт и магистрирав на истата академија, меѓутоа се занимавам и со сликарство. Ето, експериментирам и со скулптурата, и со видео. Не можам да кажам дека сум само, дека припаѓам само како техника на еден правец. Така, затоа и на почетокот ве представив како визуелен уметник, бидејќи мислам дека ете така во таа кратка дефиниција се опфаќаат сите овие ваши техники, дејности уметнички со кои што експериментирате и ги користите како уметнички израз за да допрете до публиката. Изложбата Нурни во мене, која што е во моментов поставена во музеот на град Скопје, до кога ќе биде отворена за љубителите на уметност кои што сакаат да дојдат и да ја посетат, и дали можеби по завршувањето на изложбата во Скопје планирате да биде изложена истата и некаде во други градови низ земја? Изложбата ќе трае до 28, ќе биде отворена до 28 мај, значи околу 14 дена, секој ден освен понеделник, ќе биде отворена за посета помеѓу 10 и 16:30 секој ден, освен во недела од 10 до 13 часот, а понеделник не работи како и сите музеи. Дали ќе патува и некаде во други делови од земјава? А може би и надвор од неа? Мислам дека дел од изложбава, од оваа изложба, ќе биде представена во мојот роден град во Охрид, во Охридскиот музеј, ова лето, а дел од неа ќе се представи во галеријата Урсула Штруз во Грац, во Австрија, галерија со која соработувам, која ме представува надвор, една од галериите. Другата галерија која ме представува е Блу галерија од Венеција. Сега ќе видиме. Во
Во секој случај, вие како уметник, вашето го завршивте, делата се родија, блесна во својата светлина, тука во Музеот на град Скопје, а не сомневам дека ќе си го најдат патот и до поширокиот аудиториум и дека истата ќе може да се види многу пати и на многу места во галерии и ширум светот, како што впрочем тоа сте го правили и претходно. Јас ви честитам за ова убава и успешна изложба. Ви благодарам за одвоеното време и за интервјуто. Ви благодарам и се надевам дека ќе соработуваме и понатака, дека ќе се представувам освен надвор и во Македонија, односно најмногу во Скопје. Нас ќе ни биде задоволство да ги следиме вашите активности, а еве уште еднаш да ги поканиме сите кои што сакаат да уживаат во најновите дела на визуелниот уметник Сашо Блажес, да повелат во Музеот на град Скопје. До 28 овој месец изложбата ќе биде отворена за сите кои што сакаат да ги видат одблизу делата и да ја почувствуваат нивната моќ и нивната убавина. Слободанка, тука од прилика ќе го завршиме разговорот, освен ако немаш можеби и ти некое прашање за мојот денешен соговорник и за неговата изложба. Јас само ќе кажам, сум воодушевена од еден ваков голем уметник кој што го имаме. Му посакувам секое добро и во иднина и да не биде толку скромен. Со оглед на тоа дека неговата величина што се однесува и за ваков вид на уметност е ретка и секако со задоволство ќе ја посетам изложбата. Поздрав и од мене. Благодарам за разговорот, Ирена.